како што ветивме, се јавуваме од Штип со кратко обраќање во ова прва општинска средба, прв настан на цивил на општинско ниво во рамките на Демократски навигатор. Проектот кој се занимава со дезинформации, пропаганда, хибридни напади во и вон контекстот на изборните процеси во нашата земја. Кога велиме во и вон контекстот, тоа значи дека проектот има поширок мандат, со повеќе компоненти и со многу повеќе теми отколку само изборите, иако се разбира фокусот во овој период нашиот ќе биде токму на изборите, на локалните избори во земјава. Ки слушнавте основните информации за тоа како ќе изгледа изборниот мониторинг на цивил, тоа во средбата со граѓанките и граѓаните на Штип по оваа пресконференција ќе го објасниме уште еднаш, тоа што можеме овде да го споделиме е целта на овие наши општински средби. На општинските средби прва е, како и секогаш традиционално цивил доаѓа прво во Штип, кога излегува од Скопје, и на оваа средба ќе се обидеме заеднички да ги идентификуваме сите предизвици и се разбира заеднички ја побараме решенија, заради тоа што изборните процеси се посветени на граѓанките и граѓаните, не на политичките партии, не на политичарите, на зависните или независните кандидати. Туку тие избори се наменети за да го подобрат животот на луѓето, на локално, на национално ниво. Тоа што е исклучително важно за нас е да кажеме и уште еднаш да го повториме нашиот став. Како организација за човекови права, ние се грижиме за правото на глас на сите граѓанки и граѓани, без оглед на нивната припадност, политичка афилијација или било каков вид на потекло или ориентација. Во таа смисла ние сме отворени за сите, очекуваме сите да ни се јават и да ни кажат кои се проблемите со кои се соочуваат. Изборните процеси во нашата земја не се ништо посебно различни од оние кои се во поширокиот регион. Истите проблеми, истите болести, да ги кажеме, се провлекуваат од еден во друг процес. За тоа ние ќе имаме редовни извештаи на дневна основа. Исто така, наскоро ќе биде готов, односно објавен и нашиот извештај за рано предупредување, во кој ќе ги потенцираме сите наоди до тој момент, а потоа и што можат да очекуваат граѓанките и граѓаните во наредниот период. Се наоѓаме во клучен период, веќе се почнати и официјалните изборни кампањи, како тие да не беа почнати многу одамна пред тоа, но само уште две поенти би сакал во името на цивил да кажам овде, а тоа е, едното е, го кажавме веќе претходно, сакам да го кажам и овде. Оставете ги децата настрана. Тргнете ја политиката од децата и од детските животи. Децата и малолетниците не треба да бидат вклучени во било кој облик, во било кој формат, во било каква политичка кампања, особено имајќи предвид дека политичките кампањи во нашата земја, освен оние кои се коректни, позитивни и така натаму, сепак имаат и една друга димензија, а тоа е токсичната црната пропаганда, во која се наоѓаат и децата. Тие не можат да бираат дали некој дел од кампањата е позитивен или е крајно токсичен. Заради тоа, тргнете ги децата настрана, политиката настрана од децата. Тоа сакаме да го порачаме. И исто така, бележиме еден немил случај, тоа е една исклучително родово базирана кампања со омраза и со омаловажување, кампања со клеветење и оцрнување против една млада кандидатка за советничка на општинските избори овде. За момент ќе го замолам мојот драг колега Дехран Муратов да каже нешто повеќе во врска со тоа, но и овде би сакале
како Организација за човекови права, да укажеме на крајно негативните последици од црната кампања, особено ако тоа се однесува на млади луѓе, особено ако тоа се однесува на родова основа, ако се однесува на жени, и се разбира воопшто тоа се постапки, политичко однесување, кое останува со своите последици долго после изборите. Таквата поларизација, таквото оцрнување ги обесхрабрува и жените и младите да учествуваат во политиката, а ним им останува светот на младите. Заради тоа бараме од политичките партии, од активистите и воопшто од сите граѓанки и граѓани да бидат коректни и да не истураат омраза по социјалните мрежи, како што е тоа во случајот со оваа млада кандидатка за советничката листа, не знам ни која партија е во прашање, не е битно за која партија се работи, битно е дека таквиот начин на однесување во јавната комуникација е неприфатлив. Повеќе за тоа би сакал да го слушнеме Дехран Муратов, кој е дел од екипата на Цивил и кој учествува во анализите и мониторингот на состојбите и во изборен контекст. Ова е Дехран. Здраво и од мене. Ова всушност не е ни првиот случај кој што го обработуваме, но ова е најексплицитен затоа што се работи за млада девојка која што речиси сака да влезе во политичките води. Се работи за Луна Стефановска, кандидатка за советничка листа на град Скопје од редовите на ВМРО ДПМН, во кој што покрај тоа што се наведуваат коментари кои што имаат говор на омраза и да не ги наречеме сексистичките коментари, се користи исто така и фотошопирана фотографија со кандидатот од редовите на ВМРО ДПМН за општина Карпош, Сотир Лукровски, кој што носи наводно мајца со сексистички коментар, што не е вистина. Не е ни таква фотографија. И таквите зошто го зборуваме ова сега, третиот ден од кампањата, затоа што уште сега сакаме да упатиме дека ние ќе ги следиме тие такви наративи, таков говор на омраза, особено кога денеска може би е таа кандидатка на ВМРО ДПМН, утре може да биде кандидатка на било која, особено ако знаеме дека во овие избори има многу мал број жени кои што се носители на листи, а да не кажеме дека може и да станат советнички кои што имаат некоја шанса да бидат советнички. Ова девојче е негде на 35-6 место. Сигурно нема да влезе во советничката листа. Прогнози. Еве да претпоставиме, но моментот е како сега се фатија кампањата е за зборуваме за девојче кој што е на 35-та листа. Да не збориме за тие кои што се носители на листи или се на 2-3 место. Затоа уште од сега ние третиот ден од кампањата упатуваме апел до политичките чинители да не го прават тоа, затоа што нели треба да се борат со идеи, а не со и воопшто корисниците на социјалните мрежи исто така се воздржат од таквиот начин на изразување. Да. Тоа е тоа. Да, благодарам за овие детални информации, Дехран. Со ова тука би завршиле со нашиот пренос во живо, после што ќе почне, веќе салата е полна со представници на штипската заедница, видни граѓанки и граѓани од сите различни области и професионални и општествени. Тоа што е исклучително важно за нас, уште еднаш да повториме, овој проект ние го работиме заедно со граѓанките и граѓаните. Очекуваме во предстојниот период да видиме и многу случаи на политичка корупција. Очекуваме, веќе знаеме и гледаме навестувања дека луѓето се под силен притисок, некои од нив се уценуваат, некои од нив им се ветуваат работни места, пари и така натаму. Еден вообичаен
фолклор балкански, не само македонски, меѓутоа балкански фолклор предизборен, кој се надеваме, постојано укажуваме, постојано се надеваме дека на некои избори тоа или ќе стивне, или дури ќе го снема, да се надеваме дека некој ќе направи нешто, барем на овие избори, да каже стоп за сите тие појави негативни појави во изборните процеси. Со ова ви заблагодарувам вам кои сте присутни во онлайн заедницата и се разбира им благодарам за трпението на сите дами и господа кои се веќе во оваа сала. Ви благодарам и до следниот пат.